Почитувани, добар ден, еве сме во емисијата Очи во очи, ова празнично попладне, четврток попладне, со интересна тема. Темите обично ги привлекуваат луѓето кога некој има тема, идеја за зборување, за разговор, за особено решавање на одредени состојби и проблеми. Тие би требале да обединуваат и повторно, ако се оди низ оние процедури, правила за решавање. А ако не, тогаш се оди како што гледаме во светот. Кој како инвазија прави, собира, воведува ембарга и така натаму. Како што ќе му текне, со други зборови, не според одредени процедури или не воопшто со консултации, разговори, размислувања. Дали, токму тоа идејата, сигурен сум дека и нас затоа токму и темите не обединуваат и разговараме, но дали ќе ги обединат темите кои веќе ги гледате кај вас на вашите екрани, а кои ги предложи председателот на владата Христијан Мицковски, иницирајќи лидерска средба. Тоа е всушност значи темата дали овие клучни две работи кои се и повод за иницирање на лидерската средба ќе ги обединат партиските лидери. Станува збор значи за реформските закони и укинувањето на техничката влада. Ова е она што Мицковски го отвори како клучни моменти, со тоа што, освен што очекува сите лидери да ја прифатат поканата, тој кажа дека дневниот ред може да се прошири со предлози од другите партии. Кога станува збор за реформските закони, тука клучни се токму законот, односно гласањето на правобранител, кој еве не може, па ако не се лажам некаде токму јуни-јули се пензионираше претходниот правобранител и досега еве и последниот обид пред Нова година пропадна затоа што е неопходен за него Бадентер, кој токму ВМРО ДПМН и вреди го немаат. Освен тоа, токму и време траењето на немање на народен правобранител не ја исклучува и или сосема предвидливо ја предпоставува и можноста за забелешки од страна на ЕУ, односно Европската комисија. Вториот момент, значи затоа велам неколку работи се по однос на реформските закони, вториот исто така битен момент е законот за јавно обвинителство и тој треба да се донесе со консензус. И така натаму, значи тоа е тој дел од реформите во рамки на кои се тие неколку клучни реформски закони и поврзани токму и со ЕУ, впрочем токму и Мицковски на тоа се повикува, цитирам, да разговараме за правобранителот, да покажеме зрелост, дека можеме да постигнеме консензус за клучните прашања. Целта е пред нас Европската Унија. Иако и самите себе си би требале да си бидеме цела, ова дополнително, ако вредиме за себе и за нас тука, ќе вредиме и за надвор. Но, добро, како и да е, иако се смени нешто и заради некој друг, па и ние ќе се офајдиме, иако е пообратен редослед. Како и да е, значи Мицковски токму е праќа пораката, ајде да седнеме и да разговараме. Вториот момент по однос на техничката влада е, како што споменав предлогот, да се укине техничката влада. И се тоа би требало да се случи во можне блиска иднина, некаде до 14 јануари, што значи веќе следната недела. Меѓутоа, она што веднаш стигна како одговор, иако официјалните покани се уште не се испратени, допрва најави Мицковски дека ќе ги праќа. Од СДСМ или председателот, лидерот Венко Филипче, затоа и таа лидерска, се лидери, свика пресконференција на која соопшти дека партијата нема да учествува на оваа средба, објаснувајќи дека Мицковски преку оваа средба бара алиби за распишување предвремени избори и така натаму, и дека ова му е било сценарио уште од минатата година.
и тоа е всушност таа логика, како што кажа Филипче, предвремени избори, па потоа мигранти за пари. Значи, директно категоричко одбивање, иако велам воопшто уште не се испратени официјално поканите. Дуи пак чека официјална покана за лидерска средба, па како што велат оттаму ќе се произнесат дополнително. А од останатите опозицијски партии се уште нема реакција околу најавената лидерска средба. Меѓутоа, она што е битно по однос на овие лидерски средби, впрочем, како ете и сите други работи кои се актуелни, кои го покажуваат токму правилото како се функционира без правило, како се функционира по правило, што најмногу ете и го гледаме во овој изминат период, оние враќањето на интервенционизмот кое Трамп го воведува со Венецуела, заканувајќи се сето тоа понатаму да се шири така како кому ќе му текне кога станува збор за Трамп, кој е директно експонент на САД, Гренланд, Мексико, Колумбија, Куба и така натаму, што освен што самото по себе кој знае како може да биде, ги отвора секако и прашањата како друг некој би можел без правила, односно како ќе му текне да реагира, така и по однос на тие лидерски средби кои се всушност самите по себе исто така еден вид неформална средба. Значи уште се или сосема поразлични се дури и од овие наши средби кои се официјално стриктно закажани, најавени и така натаму. Тоа се значи некои ад хок онака замислени средби и добро како иницијатива. Меѓутоа токму отсуството на тоа што нема правила, што не е предвидена официјално како формат лидерска средба и така натаму, прави секој да се однесува како ќе му текне. Така да и гледано наназад овие лидерски средби малку кога, слободно јас би кажал и практично никогаш не донеле ништо во смисла на решавање, а практично секогаш резултирале токму со тоа да секој си се однесува како што сака. Или со други зборови, ако не е така, тогаш постојано некој да е против. Односно, никако да се ускладат. Тој што бара лидерска средба, секогаш бара тогаш кога некој од другата страна не сака за тоа. И никако да се погоди да се бара лидерска средба кога секој би сакал. Постојано некој не сака. Така сега по однос на реакцијата на Филипче, кој одбива категорички пред да добие поканата, Мицковски му возвраќа, иако ете на што се сведува сето тоа кога нема правила процедури, уште не пратена покана, неформален формат лидерска средба, сега по медиуми објаснување за што би било, кога би било. Па на коментарот на Филипче дека било за предвремени избори, Мицковски му одговара средбата не е за избори, одбивањето на диалог било политички некултурно. И возвраќа дека и потенцира дека доскоро СДСМ бараше лидерска средба, а сега ја одбиваат. И тоа е токму тоа. Кога ќе видите сите се некултурни и сите одбиваат кога се од другата страна, односно кога не ја свикуваат. И така, ако се вратиме сосема малку, затоа што би одзело многу време ако се вратиме повеќе, ќе видиме тогаш дека ова токму што на што укажува Мицковски, одбивањето на диалог било политички некултурно. Имаме ситуација 2019-та, некаде во кон средината на годината, токму Мицковски одбива да учествува на лидерска средба која што ја бараше тогашниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев. Па потоа 2020-та Заев го одби категорички барањето на Мицковски за средба, немало потреба. А потоа пак 23-та година беше премиер Ковачевски, тогаш пак исто така Мицковски бараше, Ковачевски го одби. Мицковски тогаш понуди да се сретнат на лидерска средба или ТВ дуел. И така натаму, но еве најсвежите пак токму во овој формат, односно во овој распоред на сили, власт, опозиција и така натаму, оваа година најмалку 2-3 одбивања имавме од страна на премиерот Мицковски. И имено токму Филипче трчаше, заговараше, бараше лидерски средби
те со оние сите силни испакувани точки околу напредокот на државата, европската иднина, иселувањето на младите, само како дел од темите кои имаше намера да ги стави пред Мицковски, за кои тој не сакаше воопшто да зборува. Што кажав, имам да кажам, немам што да додадам и така натаму беа одговорите на Мицковски. Дури особено за оние црвени линии кои Филипче ги нудеше, резолуција и така натаму. Така да, токму во текот на минатата година, ми се чини околу тие црвени линии, околу напредокот на државата, категорично од ВМРО ДПМН е отфрлена иницијативата за лидерска и преку партиско соопштение му беше порачано на Филипче да си ги усредел сопствениот двор. И сега прашањето е токму тоа што сите тие треба да го средат тој заеднички двор и не се таму за да ги средуваат своите дворни места, туку да ја средат државата. Но отсуството токму на правила и процедури, какво што отсуствува и токму во лидерската средба, како формат, прави да секој се однесува како што сака да се однесува, па сега кога Мицковски бара лидерска средба, Филипче отфрла. Во секој случај, колку пократко може, прашањето е прво дали овие реформски закони за кои сега Мицковски бара консензус и обединување токму околу тоа да се решат најмалку два клучни моменти реформски законот за јавно обвинителство и народниот правобранител и техничката влада, кој патем се од 2015 година како резултат на онаа политичка криза, од која произлези Пржинскиот договор, а која ја подпиша тогашниот премиер Никола Груевски, па Заев, Ахмети на Дуи, Мендух Тачи на ДПА, Заев, председател на СДСМ, тогашен. И сега токму Мицковски смета дека со ова дека е веќе време за промена, затоа што техничката влада се покажала како нефункционална. Но колку е воопшто функционален тогаш овој формат на лидерски средби, кој предпоставува само да се седне и да се разговара. Тоа не значи да се прифати нешто. Но затоа и спомнав, наназад, кога ќе видите, секој категорички отфрла и му порачува на другиот, види си ти своето, среди си го. А оној што поканува, треба да испадне дека нуди решение, а другиот не сака да зборува. Но ако вратите наназад, гледате дека никој не сака всушност. Постојано се наоѓа некој што ќе предложи, но другиот не сака. Па ете, што мислите вие во овој случај сега ќе ги обединат ли овие теми, реформски закони и така натаму, особено што, како што спомнав, освен Филипче, кој иако не добил покана, веднаш се изјаснил, и тоа исто така доби покана, па потоа кажи, ова е сега, јас ве канам, прати ми, па ќе видиме. Но како и да е, затоа Дуи чека официјална покана, а останатите уште не реагираат и тие веројатно по направило да видиме што се зборува едно, а официјално кога ќе стигне официјално и ќе одговориме. Но еве ние официјално имаме оваа тема 6091 924 925, повелете кој ни е прв. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало. Да, повелете, добар ден. Добро вечер, господин. Добро вечер, повелете, да. Како сте, господин Сон? Одлично, ева, иако се разденува веќе, нели, пократко трае денот, уште е вечер. Веќе е вечер. На сантим снег има и малку се затемнува веќе. Да, добро, повелете. Да, одлично. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете, да. А вие кажате повеќе него што ние треба да кажем, сите работи што ја кажате се таман, не само ред. Не зборам ништо тогаш веќе. Ништо не е лажно, ништо е вистина што го кажате. Не знам, не мора да значи зборувате. Да. Еве за законот за техничка влада. Реформски закони. Тоа како реформи 30 години. Уште не можеме да се реформираме, ќе отидат генерации нереформирани. Да ви кажам само за техничка влада, причината беше Пржинскиот договор, тоа беше инициирано од Европската унија, не беше инициирано од нашите партии, од македонските партии. Да, но за да се реши кризата во која токму нашите партии не ставија. Па тие миротворци и решавачи на кризи. Така дојде и балансери, и бадинтери,
Да. Не, тоа беше претходно балансерот уште. Не, јасно, но како резултат на нашите проблеми. Да, Зато ни доаѓаат од надвор и ни решаваат. А техничка влада се прави во првинскиот договор поради работењето на владата на внатрешната револуционарна организација. Гледаш дека имаше диктатура, имаше многу криминали. Од таа владата 11 годишно владење на Ломоров, кога беше тогаш. Кога беше и се бараш од меѓународните фактори да има техничка влада, па потоа таа техничка влада да закаже изборите, значи да води техничка влада. Нешано, тоа е техничка и од опозицијата и од позицијата да има во владата. Така да мислам дека таа треба да остане сега за сега, бидејќи гледајќи ги изборите што беа со сега парламентарни и локални избори, кога ги води една влада, што се случува? Катастрофа се случува. Само за нив работата е времето ми истече. Тука ќе поздрав секој. Благодарам, ајде поздрав до вас, повелете веднаш следниот добар ден. Ало, добар ден. Поздрав до вас, се слушаме, повелете. Видите, ова е маневар на Мицковски да покаже, еве јас сега сакам да бидам кооперативен, гледате, они не сакаат. Па година дена уназад гледаме што правеше со опозицијата, како не ги нарече, како не ги навреди, што све не извади кога ја ги не кажуеше во јавност, што не употреби за да нападне опозицијата без докази. Опозицијата ја поистоветуваше со одредени луѓе, ги сите во партијата ги правеше криминалци ради од наводно голем криминал, но ни еден доказ не го извади на виделина да го огрее сонце. А знаеше дека зависи од Дуи ради Бадентерот. И знаеш, во твојата емисија се јавуваат често луѓе со големи мозоци дека сите оние што не гласале извршиле предавство на државата, бидејќи му треба да е на Мицковски мнозинството. На Мицковски може да има и 90 македонци што ќе гласаат за него, ако ги нема 10-15 албанци... Но, може би мислел дека ќе ги има, па сватил дека ги нема. Се изгледа, знаете, оно... Нели беше таа приказна околу, тој зборуваше, ете, имаме уште малку, ќе пополниме и ќе имаме. Србите викаат не липши волек, не зелене траве. Така и Мицковски. Сега после оваа провокација... Ма, викаат и Шио Мига Джуро, она и така. Да, или после една провокација со бугарите што ми ја направи да доби некој шамар дипломатски, затоа што постепен не дипломатски, не затоа што им го пратил текстот од тој на македонски, се знае дека во официјална комуникација со сански држави се праќа англиска верзија. И сега некој за малце го тегнал за уши, ај сега сака да каже дека еве јас, знаете, сакам да сработам, знаете, они не сака. Тоа е по принципот работата. Нема намера да преговара со овие луѓе, со овие политички партии. Он одма кажа, овој годби, овој му рече, па добре, ја можеме без вас. Мислам дека има и таков коментар денеска дадено. Што значи јас се покажа дека ова му е само еден обичен маневар и мислам дека нема да има ништо влијание ова. Он има многу поважни закони за носење во оваа држава отколку технички. Благодарам, поздрав, повелете кој ни следен. Здраво. Здраво, поздрав, ете по некое време се слушаме, да. Звучно. Да, повелете. Види вака сега, овои реформски закони, прашање само за техничка влада се работи или плюс уште нешто? Реформски закони, народен правобранител нема, избор на народен правобранител нема Бадентер. Закон за јавно обвинителство нема. И така натаму, се што клучна Бадентер, а ова е и техничката. Но и како што кажав, Мицковски е отворен да се предложат и други, да се дадат други предлози ако има. Како ќе свикува лидерски средби меѓу партиите, Со таа единствена целта е пред нас Европската унија, значи да ги... Официјално он има свикано лидерска средба, не? Ке прати покани, уште не се испратени. Але ништо, значи, не направил? Па најави дека ќе... А и овој Филип се пастори па пред рука, кога може нема да се прати ништо. Па добро, да, тоа може нема да добие покана, да. Така мислам. Може му каже се шегував ова, реков ќе те канам колку да видам дал ќе дојдеш. Сега кога викаш не викаш, не те ни канам, може да каже. Како сега с комшија да рече свадба, да речам кај комшијата свадба ќе пратидам на свадба, а они благе без занема. Така да, знаеш како вика, кај седи тој што е непоканет. Така. На која врата се, на која клупа седи тој? На магарешка клупа седи тој непоканет. Не можам да го разберам ова, јас власта не ја цена мич, мислам, они се гола вода за мене. Али овој пашори па пред време тука ми е чудно, па и другиот пари, овој од Мала Речица, па тој белоглавиот, па ти тој пари па. Па не, тој вели да добијат покана, па мислам од Дуи. Па ќе се произнесат.
Мене ми е све тоа сомнително. Знаеш, тие што највише рипаат со скока, така што оно, тие се најсомнителни. Знаеш како викаат тие, држте го лоповот, овие се тие што викаат држте го лоповот, а лоповот се они. Ајде, поздрав. Поздрави до вас, благодарам. Вчера беше, ако не се лажам, таа изјава на премиерот Мицковски, односно планот да иницира лидерска средба. Па експресно денеска предпладне беше соопштението од СДСМ дека нема да присуствуваат, а потоа исто така може експресно да се каже веднаш пак експресно. Зошто? Затоа што од Гевгелија, каде што Мицковски присуствуваше на отворање градинка, оттаму возвраќа на експресниот одговор на СДСМ дека нема да присуствуваат, иако не се пратени поканите, па тој тогаш најави дека формално ќе пратат, сега од Гевгелија, формално ќе испрати покани до партиите во текот на денешниот или утрешниот ден. А средбата треба да биде на 14 јануари, точно напладне во вообичаено место, клубот на пратеници. Повелете кој ни е следен. Добар ден. Дали имаме некого? Повелете, добар ден. Ало. Да, повелете, се слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. До гледачите. Благодарам. Јас би почнал прво со зелена агенда што некогаш се прикажува некој. Зелена агенда, ама без визија, така да не можеме да очекуваме некој без идеја да функционира во држава. Ние видовме 7 години, нема никакви идеи освен криминалот, ако добро се разбира. Така да, значи, не можеме многу да очекуваме, но јас, како граѓанин, своје мислење би кажал дека Мицковски треба да ќе биде релаксиран, има доволно пратеници во парламентот, така да, значи, тие ако можеа со европски знаменто да изгласаат закон еден куп, значи, да не слушаат, дури некогаш и дали има 60 пратеници да гласаа, во парламентот гледаме ние дека пратениците не се ни присутни на седници. Значи, ако не се присутни, зашто ни се како пратеници? Само за плата? Значи, ние не знаеме што имаме во држава, буквално, ако ме разбира. Да. Сега некој ќе одбива, а тој е избран од народот за да функционира, да направи нешто за државата, а не да излегува постојано на некој пресови да фрла камењ. Да, нека излези позадини, нека изнеси, нека да бидат прифатени и од народот и нешто. Мислам, нели дефинитивно треба да имаш и аргументи, не можеш без аргументирано постојано да пушташ некои млади деца да ги ставаш во огин во некоја безидејна ситуација. Ние гледаме дека и тој Филипче си отиде малце на викенд до Дубај и така натака. Не го интересира државата како. Ете, веќе истече времето. Благодарам, поздрав, до слушање. Кој ни е следен? Добар ден. Добар ден, почитувани со. Исто така, почит до вас, се радувам што се слушаме, повелете. Како сте, добри сте? Добро, еве во новата година продолжуваме. Драго ми е што сме сите на број. Да, точно така. Повелете, да. А вака сега, па Мицковски си е релаксиран, што се засекирале за Мицковски. Ако не беше релаксиран, немаше вчера да каже во април ќе има најмала пензија 15.000. Се спомнуваат 15.000 за живот. Не, тоа е брука. Исто кога го поставија прашање колку ќе дадете еднократна помош на Кочани, вика не кажувам пошто има глодари. Значи уште сме глодари. За да се состанат овие сите партии, дали Левица ќе биде поканета? Дали Левица ќе биде поканета? Па не знам, поентата е сите лидери на партии, односно коалиции, во рамки може би... Така, добро, во ред. Да. И што ќе направат на таа лидерска средба? Ете да се реши ова, да се откочат од глават реформските закони и да се укине техничката влада за која вели дека само троши време, 100 дена пред избори и така натаму. Па добро, извинете господине Исо. Да. Они знаеа дека
ќе си оди овај правобранителот во пензија што чека до сега. Што чека до сега? Сега за да не може вработените да земат плата, ја не можам да разберам. Па никој да не оди не треба, зашто нема да им бидат прифатени. Било какви барајна да постават, нема да им бидат прифатени. Он удара со главата во зид, што не сакам да коментирам политичари, али од ова вчера и завчера што го слушам, стварно се стравам какви политичари имаме. Со таа и јадарка на глава ни се качи више. Ви благодарам, пријатно. Благодарам ве, поздравувам, па ете не се тревожете, ете затоа дискутираме ние, ако некој не сака како гледате. Кој знае, може би некој одбива да се види на лидерска за да не се нервира, иако тоа име работа, не би смеело. Работа да дискутираат, па и ако не се договориле. Но, ова по однос на законите, ова што е дел реформски закони, имено тие се Законот за јавни обвинители и народен правобранител е дел од законите. Не се само тие два, дел од законите од реформската агенда. Значи, директно поврзани со ЕУ, меѓу нив се и овие велам, а тие се пак директно се носат двотретински, односно со консензус, односно бадентер. Сега тука, кога стана збор за правобранителот, има доста причини за пролонгирање. Да, и нераспишување седници, отсуства и така натаму. Потоа, кога почна да се наоѓа на седница пред собранието, имаше токму па локалните избори беа пролонгирање, мислам постојано има оправдување, јасно, но така остана ако гледате и оној вакуум токму за изборите. Него средија. Така да ништо ново во таа смисла, дотолку повеќе кога се знае дека бадентер е тука вклучен, тоа ја, ете и непосредно пред Нова година, дуи не гласа, односно не се постигна ова неопходно консензус, затоа што го немаат ВМРО ДПМН и вреди, а тие пак најавуваа, очекуваа, имаше неодамна исто пред Нова година се зборуваше. Да, има зголемувања, пополнувања, не е исклучено да дојдеме до бадентер, така да и тука може би е она помеѓу желбите, очекувањата и реалноста, можностите и евеа ситуацијата е таква. Повелете. Добар ден, Исо. Да, добар ден, повелете се. Ве поздравувам. Исто така, поздрав. Вака сега, Исо, некои работи ми се смешни повеќе во Македонија што се дешаваат. Аха. Абсурдни ми се, абсурдни. Кој е европско знаменце? Веќе не постои европско знаменце во парламент. Сега треба да си стават америчко знаменце. Со американското знаме тие може да си гласат, не ви тие Ба, секаде каже, можеш онака тотално интерконтинентално да делуваш. Интерконтинентал, да. Сакам да ви кажам, мислам дека ова го рачунам што велат србите, окачи бачко репу. 30 години. Сега ќе седа само не ми се допаѓа тие што одеа преку бадентер. Се тоа време го одеа преку бадентер и народен правобранител мораше да биде рамковен. Македонец не постои. Тие го стават во трети ред, го фрла во канта за ѓубре. Сега, дали му е јасно на Мицкоски, еве му кажувам сега да си знае, дека диаспората организира горе, кога ќе бидат парламентарните избори. Сета диаспора ќе се симни долу да гласа. Тоа не е локални избори. Му се бендисал градоначалникот. Да види како се паѓа. Ни Гевгеле ќе го спаси, ни Свети Гевгеле, ни градинки, ни шпиони околу него, ни потрчковци, ни тие од селата што ги изнапосли по администрација и така. Значи, може би ВМРО да не е за овие рамковните, а овие СДСМ за рамковните. Ама овие ВМРО се повеќе за овие пинчариве, а овие се за рамковните. Затоа тие две партии не ги сакам. Затоа што македонецот секогаш паѓа во трети ред. И сега се чудиме зошто така и на тоа место кај што сме. Цело време тупкаме. Ке тупкате уште 100 години, бе. И мене ми е многу смешно и абсурдно го говориме за Европа. Немаме интелект ние за Европа, бе. Не. Така, ви благодарам. Поздрав, до слушање. Добар ден, кој ни е следен, повелете. Се слушаме ли со некого, повелете?
Дали имаме некого? Повелете. Добар ден, добра вечер, се едно. Се слушаме со некого, повелете. Дали се јасно? Да, вие сте, ве слушам одлично, повелете. Благодарам, Ете, ви молам, живи и повелете. здрави. Добро е што почекав да викам, да не зборам. Реформскиве закони, Аха. значи, дали треба да има или не треба да има техничка влада. Ја ми се чини дека треба да постои таа техничка влада, по моје размислување, затоа што, еве, да речеме, како што сега се случи ситуацијава, значи, можда и друг пат можда нема да случи, можда ќе се повтори, да речеме, председателот е од една партија. Од истата партија е председател на влада, парламентот, значи се од таа партија. Локалните избори, значи ги доби таа влада. Значи, кој ќе ги контролира ако нема барем уште и таа техничка влада кој ќе дојде на, да речеме, нови избори и слично. Моје размислување тоа, не мора да биде точно, можда некој не се слага, можда некој се слага, но сепак, значи, шаранилото, значи, нешто ќе допринесе. Но не значи дека треба стално да имаме некој нови. Еве, ќе речем, Бадентеровиот закон можда е добар пример. Онамо каде што е, да речеме, мнозинството го мајоризира малцинството. Значи, можда е потребно тоа. Но, за секаде, за мене е, кога ќе бараме некакво решение за било каков проблем, да биде, значи, систем на конкурс, да има напредок, да има, да речеме, борба за превласт, да речеме, на одредена структура, значи, да конкурираат сите, да има право секој да учествува и на крај кога ќе го избереме некој за да води, да речеме, една структура, да биде најдобриот, најквалитетниот и да не биде подкупли, значи со еден збор да се ја сака државата, да се ја сака фамилијата, да се го сака сопствениот народ и да се носат позитивни решенија на реален, регуларен начин. Благодарам, поздрав. Благодарам и поздравам. Она што спомнавте, кој ќе ги контролира. Но тоа е поентата, сушност, затоа ние мораме да покажеме зрелост или да се откажеме. Затоа, она што го дискутираме, она што ни недостасува е лична акција и активност. Носење закони и слично. Не, овие видете што направиле и ние ќе земеме. Во таа земја така, ете па и ние таа, значи добро било. Препишување и слично. Или недоверба. Зошто се затоа и Бадентер и пржинска влада и слично, заради криза, заради недоверба, заради небалансираност. Ако е нешто избалансирано, врз основа на тоа се подразбира, ќе има за сите. Не треба да го балансирате. Значи тоа што е ексцентрично, не урамнотежено, влече на една страна, треба да се стави во ред, но затоа што самото не може да се стави. А тие не можат или не можеле досега. Затоа и произлегоа сите тие форми, Бадентери и така натаму. И сега кој ќе ги контролира? Па довербата, значи, созревањето, довербата која треба да се изгради врз основа на зрелост. Да се надеваме, може би созреале во овие 30 на години. Па се во главно едните исти. Научиле, може би, созреале, па младите научиле, сватиле, ако ги има воопшто. Дека треба да бидат доследни, дека треба имаат само контрола, професионалност, цврстина и така натаму. И дека не треба некој да контролира. Односно, дека се излекувале од сите тие слабости, под наводници. Како што се лекува било кој зависник или како што, не знам, тој што ги нема тие квалитети, ќе ги усвои. Па не му треба веќе, нема слабости. Во таа смисла, значи, кој ќе ги контролира? Па токму како некој лекуван алкохоличар, кој не треба да го контролира веќе човек. Пушти го сам сега, нека оди окружен со алкохол, и ќе кажем, нема што, не пијам. И не ви треба модел, ни Бадентер, ни ништо. Затоа што има морална цврстина, затоа што се изградил, затоа што созреал, затоа што го поминал тестот на доверба. Тоа е што нам ни недостасува, а не механизми постојано. Да не украде овој, да не стаи свој, да не вработи свој, да не направи ова. Нема да направи затоа што ги надминал тие
работи. Ако го немаме тоа, јасно, нас ни техничка, ни еден куп други работи не ни помагаат. Затоа што со контрола и со санкции ништо не се постигнува. И во воспитувањето на деца. Може моментално вие превенирате, но тоа ако решил да тргне по тој пат, алкохол, дрога и слично отиде. Мислам единствено физички, се заклучи во подрум и крај. Така и ова, се заклучат да не прават ништо и само од надвор некој да води, и ете тогаш, да ставиме сад знаменце и да се препуштиме. Наместо Гренланд да кажеме, еве, повелете ние. Ако е тоа подобрата опција. Но во секој друг случај тоа, знаете, можете сами, можеме, не ни треба ни Бадентер, ни пржинска влада, ни техничка влада, ни никој за да се стаи еден, то 5 мина од опозицијата, еден од два, може еден друг меѓусебно да се контролираат. Министер е овој, а од другата страна е заменик, па ќе го проверува. Тоа е се резултат токму на тоа, што нема, сами не можеш да го пуштиш сам. Незрели. Гледаат кој кому ќе подметне. Повелете. Вечер. Да, добра вечер, повелете. Пред све законот за јавниот правобранител ја би го укинал. Јавниот правобранител да не постои. Затоа што ние имаме јавни правобранител и по рамковниот договор и сега и го видовме дека бил некој криминалец и го призна дел за тамо, нели? Рачунам за него дека е честен човек. Меѓутоа и онака нема некоја функција. Јавниот правобранител само представките од граѓаните ги проследува до владата или до парламентот. Ништо друга функција нема. Не е како понапред што беше за време на СФР јавниот правобранител да помага на граѓаните и да заступат пред судот, да им пишуваат тужби, жалби, молби, да посочуваат. Сега за еден платен налог што самиот човек може да си го напиши, имам платена признаница за некој платен налог и само за дазбора го тера на адвокат. Ова криминална држава, лопова што пеете на српска пејачка сека, Алексис ме чинете и она шија ми га џуро, што рековте, нас ни го шијат џуровци, тоа пама не сада само и дуи. Тоа тие се џуровците, нас на македонците што ни го шијат. Реформски закони. Закони во Македонија треба се донесат. Пред све ние гласачите го кажавме на референдумот на изборите. Кога го гласавме ВМРО, ДПМН, кога јавно апелиравме и председателските избори, кога е гласавме Гордана Сиѓановска за председател. Да ги нивните ветувања беа нашите барања беа токму нивните ветувања. Што побрзо да се донесе иницијатива за промена на уставот, да се врати до уставното име, да се раскинат штетните договори, меѓутоа досега немаме од такви закони ништо да се сторени, да се во полза на граѓаните, во полза на народ. Нас ни треба закони, не само закони за техничка влада, и тоа не, нас ни треба закон за стечајна влада. Од повеќе држави составена влада, од тоа ни треба да се измена сите закони, изборни закони, кривични закони, сите за сега кои не закони за старени дела што ги рачунале, да се обноват оние закони за амнестија. Такви закони носат нашиве политичари, ѓуровци, за амнестират терористи, злосторници, се амнестира сами себе криминалци. Нема. Благодарам, поздрав, повелете, добра вечер. Здраво Исо. Здраво, повелете, се слушаме. Абе, крена денот сега малце, па не знаме дали да речеме добар ден или добро вечер. И јас се думам, да, не знам. Како ви вам? Повелете. Нека е добар само, тоа добар нека остане, да. Значи, ова е класичен пример дека кај нас, кога се во опозиција, треба да бидеш стално против власта во било која варијанта. Ако ти е била едно, ти треба да речиш друго. Ништо не мора да одиш на средба. Не мора ни Бадентер да имаме, ништо не мора. Ке си тераме вака, уште 2 години кусура дури е ВМРО на власт, потоа ќе си имаме избори и пак и ово наново. И техничка влада и се. И техничка влада и се што треба. Ти за техничката еднаш си за, да се укине, после видиш против. Зошто така мислиш дека затоа што Мицковски сакал да ја укини, ти треба да бидеш паметен, да речиш дека треба да остане. Тука е или па претиш дека ево Мицковски ќе сакал предвремени избори. Па ти треба да ги молиш, бе, Филипче. За да не спасиш нас од тиранијата на Мицковски или па од твојата глупост, за тоа да имаме други избори. Ти треба да ги бараш тие избори. Иначе Мицковски мој гале може да си тера вака уште 2,5 години ми нарајат, таа бил барентер, таа не бил барентер, таа обвинитело го избрале и не го избрале. Ќе си тераме вака по 2,5 години, па ќе се видиме по митинзи, ќе си ја бркаме работата. Значи, ако сакаш нешто, ти мораш конструктивен да бидеш. Додиш таму, да тропниш на маса пред Мицковски, пред сите други лидери, да речиш, абе јас предложувам вака, ова треба да биде вака. Не да излезиш, зад тебе собери ги сите намуртени како Јеховини сведоци и
што ќе речиш ти, тоа така ќе биде. Мислиш дека ти носа поен. Не така. Таму треба да се појавиш, да му истргаш ушите на Мицкоски ако имаш нешто конкретно. А не вака джабе ми кажеш, ти мене дека Мицкоски барал пред време, ама ти не си се согласал, барал алиби. Немојме да го разбериме. Ти што мислиш? Сака Филипче пред време или не сака? Ево ти. Така, благодарам. Во принцип, зборот е алатот, зборот е орудието во тие сфери. Тие работат со збор, како и ние тука зборуваме. Затоа и јас, кога некој ќе се јави тука нешто да опцуе или така да каже, па не е тоа, дај, кажи го конструктивно, се едно, искритикувај. Но се сетил и браво. Покажува самиот како е, значи, како што некаде се знае, ралото е за земјата да се обработува, не знам други некоја механизација или што ли машински работи. Така е зборот, собрание, власт, дебата и така натаму. Така да се зборува, треба да се зборува. Дали ќе се договори или не се едно, и ако не се договори некои работи, токму низ тоа дискусија и низ ваквите средби на секому од нас ќе ни станат или појасни или се едно мислењето ќе го прошириме, утврдиме и така натаму. Така да, чисто јас сум за тој став да се дискутира, особено таму каде што тоа е, како што велам, орудието, алатот. Таму каде што не е, нема што, фати се за работа со тоа што е орудието, не зборувај многу. А има и такви работи, не знам, возиш и слично, остави сега зборување, држи волан и врши таа работа, како што треба. Повелете. Повелете ако се слушаме. Да, добар ден. Добар ден, поздрав до вас, се слушаме, повелете. Сречни празници. Ви благодарам исто така, нека ви се и вам. Исо, вака си велам, техничка влада ќе се укини или не. Сега, управен одбор ќе земам на една фирма. Зашто е тој? Зато што фирмата пропаѓа. Техничка влада, зато што државата не учи. Ако сме ние паметни и свесни, зашто не е техничка влада? Ајде, повеќе од 7-8 години, напреднавме ли за да ја укинеме? То сакав да го кажам. Значи, со обичен збор, ти треба нешто затоа што не функционираш како човек. Да речеме, или како партии, да речеме. Да. Ако не се свесни околу тоа, уште ли треба да се учиме техничка влада? Не дека навивам за некоја фирма, ова е за некоја партија. Не. Покажува на кој степен сме стадиум, како контролор, условно некој го пуштиле и сега му стои тој службеник, го проверува дали ќе... Тоа е тоа, да. Точно така. Ние дека не сме свесни самите, ќе ни речат до Европска унија, која знам дека за 2 години таа ќе се распадни, тоа е друга тема, да не бегам, ќе се распадни таа. Да ни каже нешто да правиме. А оти да ни кажа, ние не сме паметни, што треба да правиме. Ние уште се делиме. И со Живко, Петре, не знам, Себајдин, што ти ја знам. Абе, доста за старете луѓе. Не сватите 35 години дека треба да градиме заедничка држава. Па кој не му чини, нека си оди. Тана албанци, тана македонци, тана не знам, тана тунгузици. Значи, техничка влада е за луѓе што не се разбрани во самата држава, по моје мислење. И секој што ни се случува, секој што командува оддалеку. Оти не сме паметни. Благодарам, поздрав, повелете кој не следен. Добра вечер. Се слушаме со некого, повелете. Дали имаме некого, повелете? Добра вечер, се слушаме? Ало? Да, повелете, ве слушам, вие сте. Се слушаме? Да, се слушаме одлично, повелете. Благодарам. Молам, повелете. Поканата од Мицкоски на Филипче не е дека некултурно ја одбил, него Мицкоски рече дека бил нездрав. Колку јас се слушнав, на 2-3 медиуми, ако не е точно се извинувам, али така како рекол, не ве слушнав, што рекол? Дека е нездрав.
Аха, не знам за тоа, не го сретнав, но добро, да, во ред, се извинив, тако не е така. Не, јас слушнав и то на Телма телевизија. И тоа не ми е чудно, Филипче, со такви изрази, како, мислам, како прв човек на државата, не му се, мислам, сефте да ги зборува. Јас на сношти беше на едно интервју на нивната во Моровска телевизија и негде 20 минути говореше за прошлата влада, 10 минути нешто рече, нешто кажа негово и рече дека ова го надоврзувам дека глупави одлуки донесле за нивното владење и затоа го спречиле пато кон евроинтеграциите. Ако тие носеле глупи одлуки, Бавчанџијата од Муртино направи една глупа одлука, влеговне во НАТО и инаку Вашингтон немаше да знае кај е Мицкоски. И на другите тие церемонии што се спродуваа 5 години од влезода во НАТО на Република Северна Македонија. А тој вика бугарите не признава ова, не признава она, а сам тој државата што владее со државата не си е признава државата Република. Благодарам ве, поздравувам, но независно кој кого како нарекол, независно од тоа, одбивањето на Филипче, иако велам, тоа кој кого како нарекол не видов, не значи ниту дека не е така, ниту дека е, но независно од тоа, во изјавата во која Филипче соопштува дека нема да оди на лидерска средба, јас не видов дека спомнува дека причина за тоа е затоа што некој го нарекол, или седно, не е битно кој, не некој туку ете премиерот или кој да е. Односно дека причината не е нарекувањето. Затоа и велам, не видов, не ни гледам, генерално мене ми се неважни тие работи, затоа што човек треба да гледа кој како меѓусебно се нарекува и ништо од тоа. Тоа барем по цел ден го има секаде, меѓусебни нарекувања. Но ништо од тоа немаме. Туку тоа гледам да го тргнам настрана, дури ако го видам, во овој случај не го видов, се обидувам да извадам нешто конкретно. Ако станува збор за лидерска средба, ќе дојде, нема да дојде. Ако не доаѓа, зошто не доаѓа? Имено вели не доаѓа не заради нарекување, вакво или такво, туку она што го цитирав. А тоа е дека не сака да биде алиби, односно покритие за плановите на предвремени парламентарни избори, па мигранти за пари. И мене тоа ми е суштината, да кажал ме нарекол вака и онака, тоа е друго, но нарекувањата си одат попатно тие, ако ги има, дали ги имало сега не знам, но и ако ги немало не значи дека ги нема. Од каде и да е генерално во тие два корпуса. Повелете, помеѓу нив. Повелете. Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Па бака сега, интересно е многу, Исо, партиите се корогови во вреќа. Не, вистина. Не, ба, се согласувам. Вистина е така. Добре. Бака сега, на изјавата на Мицковски, на поканата, да речам, што ќе испрати до Филипче експресно одговори дека нема да има средба. Јас на Телма вести слушнав, после тоа која беше изјавата на Мицковски. Дека е Филипче нездрав. Значи, ваков богат речник Исо за овие 20 месеци што го слушаме, глодари, клошари, полноглавци, не знам, привезовци, многу богат речник. Кој знае колку книги има прочитано Мицковски за ваков богат речник. А не би му е непријатно на која функција е, а таков речник да употребува. И друго сакам да кажам, Исо. Ако е Филипче нездрав, пример, нема да може да пресадува мозоци. А ако на некого ДПМН му треба мозок, слободно може да го викни, да му помогне, да му пресади мозок. Толку поздрав, Исо. Благодарам, поздрави до вас. Не знам, еве се оградувам, а и sejedno додека не го видиме тоа официјално, најдобро и да не го коментираме, затоа што може нијанси да се кои ја менуваат конотацијата. Ако е, еве, не знам, нездраво употребено, имено токму тоа, дали некому ќе кажете дека е нездрав или дека е нездраво однесувањето. Се однесуваш нездраво, несериозно, или си несериозен, или се однесуваш детски, или си дете.
или се однесуваш налудничаво, значи не се однесуваш рационално, но не значи дека си луд. А ако кажеш да се луд, тогаш веќе е друго. Во таа смисла не знам, нијанси може да сменат сосема контекст на изјава и затоа еве да не внесуваме во која и да е страна, на која и да е насока за или против. Кој што кажал, како кажал, секако ќе го видиме, ќе го дискутираме, не е проблем утре и така натаму, но на крајот од краишната и реков зошто да се дискутираат тие работи, нека остане тоа на тие кои кажуваат, колку мислат дека кажале нешто сериозно, вистинско и нешто што ќе помогне токму од позицијата на која се лидери на првите места на државата. Повелете ако имаме време да слушнеме уште некого. Добар ден. Добар ден, повелете. Ајде, да кажам, ова последната капак беше, значи, идеја Мицковски неа приметност, да и закаже љубов неќе, бега, неа приметност, затоа е љута многу, свет. Најголем, напаѓачи на ВМРО, и да нешто, има нешто, некој келе по испуштено е сега. Туку да кажам јас сега, ова власт што за ти работи да оставиме, имаме многу паметни. Коалицијата ни е силна. Меджити е паметен човек. Димитриевски, Максим е многу паметен. Мицковски со неговите сите министри. Храбро нас држат, колку сме јаки, знам, ВМРО и Брен, толку е јака државата ќе биде исто. Слушај, новија се, ја мислам, извини, морам да кажам, на овој Чандару треба барабан да му купи и како упознаш, оној што вика цела личе по Херцеговини, тако е против ВМРО. Зашто Келепур му се расипа. Не ме веруеш, тој што Бислимовски којна држеше од Цорос ове лапаше так изляза, че му се расипа, нема личе Цорос. Инаку подршка за власта и да нема гајде граѓаните подршка дадува. Поздрав Исо. Благодарам, поздрав до вас, ако сме на крајот, ако не сме да слушнеме уште некого, да, на крајот сме благодарност тогаш од мене за учеството, за вниманието, за тоа што ете и во оваа прилика продискутиравме на важни теми. Мене барем ми помогна, се надевам и на сите вас и оние кои не следевте, да прошетаме низ сите оние теми и области за кои дискутиравме и да си донесеме свој заклучок. Имајте пријатна вечер. Веќе останете помеѓу другото и со Телевизија 24. Довидување.